Општина Карпош има голем број млади таленти. Ана Јаневска е една од нив. Иако има само 13 години, таа е веќе успешен пливач. За дел од незините настапи во странство, финансиска поддршка добива и од Општина Карпош. Многу млади спортисти, пеачи, уметници, глумци има во Општина Карпош. Оваа локална самоуправа може да се гордее со својата младина. Ана Јаневска има само 13 години, а веќе е успешна пливачка. До сега била дел од многу надпреварувања, откаде ретко се враќала без медал или признание. Ана Јаневска, имаш само 13 години, ученик си во основното училиште Вера Циривири Трена, а веќе имаш многу големи успеси кога станува збор за пливањето. Денеска сега ќе зборуваме токму за пливањето и за целото твое искуство до сега во овој спорт. Прво кажи ми, од каде желбата за пливањето? Па желбата ми беше само рекреативно да почнам, но не знаев дека имам толку големи, не знаев дека ќе имам толку големи успеси и почнав да се бавам со веќе спортско пливање и кога мојот тренер ми кажа дека веќе можам да станам добар пливач и така ми дојде желбата се повеќе да станам позната. Лесно е или тешко да се биде добар пливач? Па тешко е, треба многу вложување труд и работа. Не само тоа, него треба да си психички, физички спремен. Така. Каде тренираш? Во Борис Трајковски, во центарот Борис Трајковски, тренирам кај тренерот Андреј Селезенов. Јас како што кажав и на самиот почеток, до сега имаш многу успеси. Ајде да почнеме да ги редиме еден по еден. Каде се до сега имаш ти учествувано? Имам учествувано во Лесковац, Србија, во Виена имам учествувано, имам учествувано во Грција, во Солон, па во Александрополис на Медитерански игри, па бев сега на Олимпијадата во Тбилиси, Грузија. Каде најубаво до сега си помина? Ајде малце да раскажеме како си поминала на неколку барем од овие места, еве конкретно последно во Грузија. Беше преубав помин. Имаше многу деца, имаше многу јака конкуренција. Се запознав со многу други другарчиња. Така. Имаш ли до сега добиена нека награда, медал? Па да, имам на државното, што беше пред околу 1 месец. Го срушив исто така и државниот рекорд на 50 метри делфин. Си го срушив мојот рекорд. До сега каде најубаво си поминала? Кое е твоето најубаво искуство до сега од сите овие места кои што си ги посетила? Па на Олимпијадата во Грузија и во Александрополис на Камен куп. Тоа беше Медитерански игри. Зашто токму овие две места? Затоа што ми се допаѓаше според резултатот и според времињата што ги испливав и според јаката конкуренција. Ти живееш во Општина Карпош, значи жител си на оваа општина. Имаш ли некаква соработка со општината, било каква поддршка еве за сите овие настапи кои што до сега не ги кажа? Па да, сакам да се заблагодарам на градоначалникот Стевче Јакимовски затоа што ни пружи финансиска помош и кога бев и во Виена и сега за Олимпијадата и огромна благодарност до него. Што е твојот план во иднина? Мојот план во иднина е да достигнам уште многу добри резултати. Сакам да покажам дека знам, дека можам и повеќе од ова што сум го направила, па да видиме цел за некоја наредна Олимпијада или европско. Младата Ана ќе продолжи и натаму да го живее својот сон, со надеж дека некогаш ќе стане позната пливачка и успешно ќе ги брани боите на нашата држава. Тоа беше се што ви подготвивме во ова издание на Карпош Визија. На самиот крај уште едно подсетување, дека на 15 август во 20 часот и 30 минути на плоштадот Делфина започнува Карпошовото културно лето. Ние ве покануваме да бидете дел од сите настани кои што ќе се одржуваат на различни локации низ Општина Карпош.